Добро вечер, драги мои. Добро дојдовте во Македонијум и ова вечер исто ладна како и во претходното издание на Македонијум, ама вечерва баш и токму заради тоа јас сакам да ве поканам да останете со нас, затоа што имаме за соговорник или гостин на Македонијум и човек со кого ќе споделиме мисли, кој ми се чини дека многу подобро од сите нас заедно ги знае македонските приказни, кажува подкрепени со факти и резултати од сопствени истражувања. Минатиот циклус на Македонијум го завршивме со него. Тој беше гостин во Македонија по повод посетата на кралската делегација од Хунза, како што рече да се види, дошол од Германија, дури да си го види својот крал. Сега е повторно во Македонија и повторно ја користиме приликата да го поканиме на програма во живо, затоа што е неисцрпен извор на насоки, совети и укази за сите оние што тргнале по патот на пронаоѓање себе си, а го прават јадрото на оние луѓе што јас сакам да ги нарекувам македонисти. Значи, за македонизмот вечерва ќе продолжиме со господинот Ристо Поповски до Македонија. Ало ви многу. Добро дојдовте во Македонијум. За гледачите, Ристо Поповски е еден од, да речем, првите носители на авангардната македонистичка мисла за нашиве простори. И деновиве се инспирирав точно со едно од неговите поранешни дела и трудови, заедно со Пандове Костурски, да го споменеме и него во оваа прилика, уште далечната 2000-та. Ми се чини објавивте една книга што и ден денес може да биде Библија за македонизмот. Значи, една ваша или наша историја за Александар Македонски, се вика Александар Македонски, македонизам. Македонизам, да. Македонизам, тоа е многу важно, зашто тоа ќе биде една причина повеќе со задоволство да изслушаме се што ќе имате да кажете вечерва во овој Македонијум. Јас ви благодарам што ме поканавте. Од се срце ја примив вашата порака и многу ме радува што сум денеска тука. Да, јас ќе повторам и уште еднаш, не знам дали јавно или нејавно сум рекла, меѓутоа вие сте еден од оние личности кои професионално сакав да ги пронајдам, сакав да направам интервју, разговор со нив, да се архивира, нели сето тоа во некоја моја лична документација, а и документација на оваа македонска јавност, за тоа кои луѓе биле најголемите визионери, можеби кога станува збор за македонизмот и Македонија и нас и ние самите македонците. Значи, вие изнесувате такви теории кои се резултат на, верувам, многу години истражување. Господинот Ристо Поповски живее во Германија, да повториме уште еднаш. Каде живеете, господине Поповски? Јас сум во Диселдорф, во Германија. Таму сум веќе 40 години. И сте колекционер на се што е поврзано со Македонија. Се собирам што е со Македонија. Ме интересира и она све што ќе најдам пишувам. Прво сите материјали ги запишувам, па правам од нив книги и помагам доста македонци, мои пријатели кои се занимаваат со македонизмот. Да. Така да успеавме доста заедно со Ангелина Марко, со Пандил Костурски. Еве сега и имав прилика и чест ми е да му помогнам на мојот пријател Васил Илјов, кој ме замоли една книга да му набавам, кој тој многу се интересираше за од господинот Пиете, кој 1897 година имаше издадена една книга на француски. И во незе тој Васил Илјов го најде најстарото писмо, го прочита, а меѓутоа не ги материјали од неговата работа, така да сега денеска пред една недела му набавив таа книга и му ги испратив сите материјали. И многу ме израдува што тој кој му се јавив кога во Македонија, му викам, јас се наоѓам сега во Македонија, би сакал да се видиме и он вика, ти не знаеш што си направил, вика.
ти си ми испратил материјал, вика, што јас, вика, денеска седам на компјутер, ги зголемувам буквите, ги читам старите писма, стари по 13.000 години, си ја полнам душата, вика, со радост, толку сум задоволен, вика, ти не можеш да се замислиш, вика, кој задоволство е тоа за мене. Ево, и денеска ја бев со него заедно, бевме до Георгелија, и си правихме ради тоа разговор, тоа, вика, ќе биде атомска бомба во научниот свет. Значи, старо писмо, 13.000 години, македонско. Со македонско писмо, со македонски мисли, све македонско. Значи, не може никој на земјинава топка нас да не ја порекне, да каже нешто за македонците. Тоа е. И разговараме на оваа тема. Особено ме интересира, бидејќи доаѓаш од Германија, како таму на западот горе гледаат на нашево дередже и ова што ни се случува во моментов. Има ли некакви пројави на разбирање на проблемот суштински или ова само дел од некаква тековна политика која еден просечен германец ја преживува и многу не би се замарал со разни историски теми, можеби? Политиката германска е тоа европска политика, нели, Европа. Меѓутоа, тие да сака нас да не земат во Европа, Грција немаше да им спречи. Меѓутоа, изгледа дека и Европа нешто заинтересирана е ради баш овие историски факти што постојат за Македонија, дека сакат изгледа баш они ќе им биде многу тешко да менуваат историјата што ја напишале, како што тие до сега ја пишуваат и сфалсифицирале, ќе треба да обнова целата. Тоа се милиони тони книги, ќе треба да ги фрлат, да ги запалат и да пишуваат нанова целата историја. А тоа ќе отвори голема работа за сите овие печатници што треба да печатат нови книги, така да изгледа тука лежи проблемот со Македонија, ја мислам. Сакаме да веруваме или барем пласираме понекогаш една таква благо кажано тенденција да секој човек почне да размислува, нели тргнувајќи од себе, а после и на едно колективно ниво, дека можеби е дојдено времето за ревитирање на некои вистини. Тоа се покажува со самиот факт што вистините си излегуваат како од испукан враз водата, нели, на разни полиња, од разни аспекти, како резултат на разни научни истражувања. Јас сакам на почетокот на емисијава да ве поканам заедно да го погледнеме уште еден од фрагментите или одбраните моменти од кралската посета на Кунзите во Македонија летово, затоа што и покрај тоа што тоа беше поводот да се запознаеме. Останавме должни на нашите гледачи за видео моменти и видео записи кои што не можеа да ги проследат еве се до новото издание на Македониум. А Ристо рече, јас дојдов да си го видам кралот и дојде. Па видите, мене многу ме одушеви тоа, јас си го видов кралот. Тоа за мене како лек на рана кој ќе ставиш. Ја она сето што сум го читал, што сум толку труд вложил со години. Замислите вие да читате нон-стоп за Македонија. Тоа не е еден ден, не е два. Јас вечето се занимавам со Македонија, легнувам и станувам со неа. Ќе биде интересно пред да го видиме инсертот, бидејќи читајќи твојата книга Македонизмот, значи видов фотографии од Хунза, видов дека ти ги спомнуваш уште 2000-тата, јас бев таму 2005-та, сега сме 2008-та. Значи се изненади. Се изненади во смисла дека нели сето тоа што еве денеска се бараат начини да се пласира како наша летна патетична бајка, практично е резултат на една фактичка состојба. И многу би сакала исто така веднаш и на почетокот да кажем дека разговарајќи со човек како вас, навистина ми станува непристојно да коментирам нешто што е резултат нели на една моментална состојба, како јавно мислење, пласирање, нели преку медиумите, преку колумните. Меѓутоа, дозволете ми само да си се доискажам, зашто навистина и јас еве долго време го чекав почнувањето на овој Македониум за да можеме да искоментираме
процесот наречен македонизам, јас го спомнав во 2005 прв пат, не познавајќи те. Сега си овде и заедно можеме да разговараме на за процесот македонизам. Ајде да одиме, бидејќи ни дојдоа на Петровден, како што се сеќавате, ден спроти Петровден практично, на 11 јули, на 12 веќе беше голем македонски празник и беше сосема нормално да ги однесеме некаде каде што ќе дојдат во допир со обичниот македонец на празничен ден. Ги однесовме во црквата Свети апостол Павле во Ѓорче Петров и Јас мислам дека за Македонија најголем достиг е што Национал Географик пишуваше за твоите патишествија со царот, со кралот нашиот. Да. Од ханзите. Да. Тоа е, мислам, цел свет дозна за нас. Благодарам на А тоа благодарение на вас. Укажувањето, да. И на вашата екипа која тоа го возможи. Така. Благодарам на укажување и навистина мислам дека кога ќе добиете убав третман од надвор и она како ве посматраат од некои повисоки нивоа, тогаш сите овие патетики што ги спомнавме пред малку паѓаат во вода. Да погледнеме ние некои убави моменти од нивната посета и да се потсетиме малку на летово и целата возвишена атмосфера што можевме да си ја приредиме на нашите намачени македонски души. Надам. Сега по наша традиција би сакале да ја ставиме оваа роба, оваа наместа